едно добро дојде за еден од креаторите на иницијативата Патриотско друштво. Нешто со кое што јас се сретнав пред скоро, да кажеме, како идеја и како присуство на социјалните медиуми. Можам да кажам дека ми се допаѓа идејата, но сакам малце повеќе да научам, да разберам што е она што се случува. Па повели разговараме, не можам да го откриам идентитетот и тоа ќе кажеме зошто. Па еве повели, како мој соговорник, кажи ми зашто се работи, што е Патриотското друштво и како дојде до таа идеја. Ти благодарам, Виктор, за поканата. Ми се допаѓа иницијативата на Wild Tales. Јас разгледав, видов како содржина ставате, ми се допадна и баш би сакал и да ве поддржам, да ве поддржиме ние како Патриотско друштво. Сега да го одговорам твоето прашање, ми почнал со тоа, еве, наша публика веќе знае, но твојата публика време е да дознае дека ние сме друштво кое сме под маска, не се криеме затоа што се плашиме од некого, но туку ова се нашите принципи, да се водиме по принципите на револуционерите, да бидеме таинствени, но битно е да ја шириме идеологијата, исто како што Гоце Делчев нели знаеме имал повеќе идентитети, така и ние. Ние имаме еден идентитет, а тоа е Македонија. Зошто мислиш дека од каде потребата за вакво нешто денес, да кажеме, еве, не знам, нели 21 век, современи сме многу, нели, како се вика, технологија, инклузивност и така натаму, некои принципи кои што се воведуваат денеска, кои што не тераат настрана од таа револуционерна мисла, да кажем, или тоа некоја чувствена припадност, некако тие обележја настојуваат да се изгубат, а она што се промовира е, не знам, некоја глобална еднаквост или инклузивност или тој тип на вредности кои што прават да заборавиме уствари од каде доаѓаме, што е она за што треба да се бориме. Како мислиш дека оваа ваша идеја е прифатена од луѓето во Македонија? Па и у моментот кога ние го стваравме Патриотско друштво, приметивме дека на народот му треба таа надеж, му треба таа македонштина, тоа се чувствуваше, бидејќи живееме во време кога цело време нас македонците не понижуваат. Дали едните, дали другите, дали вакви договори, дали такви барања, цело време некако македонецот како да е понижен, како да е на тлото. И зашто едноставно да не ја покажеме ние македонската гордост, да покажеме дека ние македонците сме достојни, да се потсетиме дека имало луѓе кои гинале за ова, нешто што го имаме денес, што имаме оваа слобода. И без разлика на кои нови технологии ги имаме сега, битно е да живееме во сегашноста, но никогаш да не ја заборавиме, да го заборавиме минатото, затоа што само така ќе ја гледаме и днината. Вие сте многу практични, морам да признам, во пристапот, затоа што кога денеска луѓето зборуваат за патриотизам, зборуваат како за нешто апстрактно, како за нешто што не е присутно на земјава. Она што вие го правите е многу практично, значи имате оформено, освен присуството на социјални медиуми, имате и веб страна на која што се продава брендирана облека и реквизити. Дел од тие пари, или сите пари, не знам, ќе ми кажеш ти, одат како донации за бранителите од 2001. Потек што е за поздрав, што на друго место немам видено некој да го прави. Ти благодарам. Вака, тоа тие реквизити кои ги продаваме за само еден дел од нашата иницијатива на начин на финансирање, бидејќи самите ние ако не се финансираме, ќе дојде некој друг ќе не купи и ќе мора да влијаеме како што тој ќе ни нареди, нели? Тоа е многу нормално. Сега нашите иницијативи, нашиот план е не само да шириме патриотизмот со лајкови, со коментари, со сториња, туку ајде на пракса, на терен да покажеме колку ние сакаме Македонија. Тоа правевме сега последно беше еден мурал заклетва, сега во план и уште еден мурал да направиме, исто така договараме околу 3000-4000 дрвца да садиме во општина Чашка, каде што најмногу изгоре. Исто така реновираме куќа моментално во општина Бутел и
помагаме во многу иницијативи каде што ја поддржуваме македонската култура, како што е сега најново ние да настрана од книгава Заклетва е да направиме и нов стрип, македонски стрип. Значи на сите полиња исто така и за да промовираме и кај младите подобро да влеземе во културата, нивна правиме и рап песна, така да и македонскиве забави кои ги инкорпориравме во нашето дејство возможија буквално на секое поле како буквално една институција да можеме да шириме патриотизам. Ајде вака, значи ова е Заклетва, книгата која што ја имате издадено кога? Ова е брзо издадено. Па во февруари мислам беше така. Добро. Значи скоро година дена, исто може да се најде на patrioti.club, линкот ќе го ставиме во описот од видеото. За сите нели кои се заинтересирани повеќе да дознаат за оваа книга, ќе прочитам еден мал извадок од неа за да може да добијат осет што е она што се зборува во неа. Вика вака, како син на една земја и како човек со патриотски дух, желен да направи нешто повеќе за нашата држава и нација, одлучив да ги поставам основите на патриотското друштво. Станува збор за здружение на млади ентузијасти полни со желба и енергија за промена на општество, промена кон подобро. За жал, секојдневието ни е исполнето со секакви предавства, омаловажување на македонскиот народ. Лично како македонец се соживувам со се она што му се случило и му се случило на нашиот род, како и со сите оние фамилии кои изгубиле некој свој во одбрана на Македонија. Сочувство до сите мајки кои изгубиле свој син, до сите жени кои останале без столбот на своето семејство, сопругот, до сите невини деца чии татковци пострадале за земјата мајка Македонија. Ова е само една мала благодарност за големата жртва на секој еден кој без размислување застанал на браникот пред непријателот. Значи, ова е книга која што ги опишува, или да кажеме како колекција на сведоштва на бранители од 2001. Јас ќе ја прочитам, но би сакал ако може да ми откриеш, да кажеме малце повеќе во однос на тоа кој зборува во книгата и за што се зборува понатаму. Ова ја лично се инспирирав од книгата на генерал Панде Петровски сведоштва. И реков, окей, тоа е перспектива на генералот, но ајде да направиме и да ја отвориме перспектива на бранителите, на војниците кои биле во рововите. Значи, конкретно од рововите од Кумановско, Скопскиот и Тетовскиот фронт се состои книгава од околу 30 бранители кои доживеале некој настани, како што е масакрот кај Вејце, масакрот кај Карпалот, битката за Радуша, Љуботински бачила и некои интересни работи, доживувања, каде што само може да се најде во книгава. Книгава не е земено како некој научен доказ, туку буквално се гледа личното опишување на настаните од страна на бранителите кои учествувале во тој период. Ја спомна книгата од Панде Петровски, тоа е книга што јас неколку пати ја прочитано. Сметам дека е многу битно секој еден кој што сака да дознае повеќе и една малце поинаква перспектива од онаа што се споделува, да кажеме, во јавноста за настаните во 2001, убавезно да ја прочита. Оваа книга ја немам прочитана, ќе ја прочитам допрва, верувам дека има голема вистина исто во неа. Така да добро е што се создава веќе простор конечно и полека се одмотува тоа клопче за 2001 година, нешто што значи колку години проаѓаат, да кажем и нови генерации доаѓаат и на сите некако им стои, се уште се отвара таа тема, се уште се поставуваат тие прашања, што се случи. Па бидејќи до ден денес ни влијае таа 2001, не е тој настан каде што можеме да го заборавиме и да речеме, окей, помина тоа одамна, пред 23 години и тоа е тоа. Но до ден денес ни влијае на рамковниот договор. За све нешто што треба да се направи во држава, мораме да го видиме тој рамковен договор, нели? Или едната страна повикува, или другава страна, значи пак тој рамковен договор е се уште присутен и за многу работи е битен. Затоа исто е битно да видиме од каде и како произлегол тој договор. Не само што влијае тој рамковен договор, туку она што може да го видиме, да кажеме дека голем дел од нашата територија веќе слободно се вее албанско знаме, да кажеме. Значи, голем дел од територијата на Западна Македонија, мислам, тоа нема потреба никој да го каже, тоа е нешто што секој ден кој што ќе пројде таму,
Веќе не го осеќа тој простор како свој. Веќе не се ни застанува на тие места и тоа е, да кажеме, една од директните последици од 2001. Други, мислам, малце неблагодарно се зборува за последиците како човек, да кажеме, кој што не бил директно вклучен таму, но како да ги натераме, да кажеме, или како да им ставиме до знаење на луѓето дека битно е да споделат да споделат својата перцепција или искуство во однос на тоа што се случи тогаш. Затоа што се покажа еден елемент на голема храброст од страна на македонскиот народ во тоа време, нешто што се негира, да кажеме, нешто што се смета дека не е така. Многу луѓе сметаат дека со овој народ може да се манипулира малтене било како и на било каков начин, нешто што тогаш се демонстрираше дека не е така. Се покажа дека многу луѓе во секој момент се спремни да остават све и да доат и да изгинат. Да, за тоа пример се и доброволците кои учествувале, и лавовите се луѓе кои буквално ги напустиле домовите, напустиле работата, напустиле семејство и рекле идеме на фронт каде што ни е кажано и спремни сме и за нелошото. И мене тој подвиг ми беше и дел од инспирацијата за оваа книга. Така да приметувам дека постареви генерации многу се плашат од таа војна, не сакаат толку да зборуваат, затоа и книгава е и анонимна. Лицата кои што им правев интервју ги нема, не може да ги најдеме. И некако стварно се чувствува дека 2001 е табу тема, посебно кај постарите, но кај младите се појавува тој интерес, но од друга страна па и постариве ги притискаат, ајде деме немојте такви работи, ќе ги провоцирате албанците вака така. Но сметаме, нели, треба да се знае, на крајот некој човек загинал, некој татко, некој пријател, бранителите се уште присутни, тие се луѓе, тоа не е, да речеме, прва светска војна каде што се изумрени. Тие се денес живи, тука ги гледаме. Да, што се случува е со тие луѓе денеска, да кажеме, јас кога што пратам, постои некој закон за бранители отколку кој што се врти некоја голема политика, сега дали ќе се донесе, дали нема се донесе, услови се прават на сите страни, но тие луѓе се уште не можат да дојат до своето на некој начин. Па да, проблемот е тоа што, еве сега знаеме дека и до тој степен ни падна нас дипломатијата и внатрешните односи со албанците, да ако сакаме ние да го донесеме, нели, законот за бранители, ќе мора да ги инкорпорираме и албанците, значи терористите. Така да некако тука де факто се чувствува дека бранителите се изиграни и нивните семејства. Со односот на државата према нив не е добар. Законот никако да се изгласа и секогаш се иницира само за партиски, за политички поени. Например, еве сега последно беше Славјанка Петровска го донесе законот откако се замина на власт. Значи законот си е окей. Но таа го поднесе во собрание во моментот кога излегува. А каде беа тие 7 години, зашто тоа не го донеса? Ние не можеме да донесеме еден споменик да зачуваме. На Карпалак е сручен, тоа е една плоча. На Вејце секоја година се крши. Добро, Љуботински бачила има, но гледаме во Слупчане се прави споменик од 20 метра, а тука ние не можеме една плоча да зачуваме. И некако, ево, позитивната страна ќе речеме дека од кога е направена единицата Лави, после таа една година, во 2002 година, имаат една неубава ситуација, каде што МВР, значи државата сака да ја уништи единицата и тука има малце таква една свана ситуација каде што се спремни веќе и луѓе да загинат, значи и на крај се донесува да се формира единица за брзо распредување ЕБР и од тука дел на луѓето се префрлаа таму, но пак не е доволно тоа што државата направи за бранителите. Државата некако ќе се волам да кажеме во овој дел од дискусијата од книгата на генералот Панде, затоа што сметам дека тоа стварно вистина и според од напишаното стекнав на вистина голема почит за човекот, затоа што и покрај тоа што гледал што се случува, односно на кој све начин се влијае, да кажеме, врз македонската држава, тој sejedno се вклучил и решил да се бори, иако да кажеме тука и НАТО и не знам и Америка и кои све не уште служби се вклучуваат да ја растура државата од внатре.
продолжува да се бори во максимумот на своите можности. Македонската армија во неговата книга пишува уствари како е создадена македонската армија и колку да кажеме уствари еве го спомнува некој си Ричард Грифитис, човекот кој што бил директно учесник во создавањето на македонската армија, како некој си предводник на воени ветерани на некое америчко здружение. И он дава препораки, да кажем, или тоа здружение дава препораки како треба да изгледа македонската армија и ја расформира комплетно, па се формираат некои нови единици, корпуси и така натаму. Во исто време истите луѓе помагаат во Косово да се формираат тие армии таму, што на некој начин дава слика дека истиот човеков дека ја ослабува армијата, таму ја гради, да кажем, и некако се води кон некој епилог во 2001 година. Значи, многу пред да дојде тој конфликт се игра шах на сите страни и многу нечесни работи и се разрешуваат генералите. Самиот генерал кажува дека е разрешен пред почетокот на... Да, неколку месеци пред да започне официјално 2001, затоа што за мене, ако ме прашате, 2001 започна 99 година кога граничар со снајпер го пугаат од косовска страна. Тогаш официјално првиот македонски. Значи не е Танушевци како што... Не. Тогаш, нели, Снежана Луповска кога иде и кога кажува, еве, тука има тие кобрите. Тие кобрите биле околу 40 луѓе кои дошле од Косово, биле сместени тука и сега има наоди, веќе уште 99 година се најавува дека нешто ќе се случи во Македонија. И на Љупчо Ѓорѓевски му било кажано дека и нашите служби знаеле дека нешто ќе се случи. Не било тоа, дојда овие се случи. Току било најавено, 99-та загинува војникот снајпер пукано. Тука исто битно и признавањето на Тајван. Кога ние го признаваме Тајван ни дава нас 1 милиарда евра. Од тогаш на северната граница со Косово силите на Умпрофор, кинеските сили, се тргаат и тогаш веќе границата никој не ја чува. И од тогаш доаѓаат овие кобриве на Танушевци, се повлекуваат. После од друг наод, еден овчар исто така пријавува група на терористи кои се населуваат, доаѓаат во Тетовскиот регион. И пак нашава држава не реагира. Па пак Снежана Луповска иде таму, и знам дека ја киднапираат незе, па ја враќаат и сега тука веќе кога се сместени тие на Тетовското кале, месец дена нашава држава треба да одлучи дали армијата треба да действа или полицијата. И овие седат, копаат ровови, има препукавање и не треба да одлучи, туку законот кој што е донесен кажува дека армијата може да действува во однос на во растојание од 500 метри од границата, а се друго е надлежност на полицијата. Тоа е уствари спорот. Законот се смени после од 500 метри на 15 километри од границата. Да, ама колку време требаше да се смени тој закон и што све се случи во меѓувреме? Па добро, гледај, кога државата ти е во опасност, некогаш треба да биде спремен за одма да ги смениш работите, или па проблемот, еви да речеме месец ден им требало. Зашто не се реагирало уште 99-та година? Ние уште кога било формирањето на агенција за разузнавање, тоа е 94-та, 96-та, 97-та, првите кои ни донираат уреди за прислушкување, за пресекување на комуникација се британците, имаше 6. И само да кажем, и турската служба, израелската служба, нас ни кажуваат и грчката служба дека има некои такви наводи сериозни каде што сакаат да се случи. Тоа не е дојдено од селаните, туку тоа било организирано. Зашто тука нашава држава не реагирала на време? Тоа се, не знам, прашање од... Да, прашање кои нема да добиеме одговор, но интересен аргумент кој што можеби не го спомнал некој, но ја го кажам. Тоа се све настани до, да кажеме, како некој официјален почеток, да кажеме, кога македонската држава сериозно почнува да се бави, да кажеме, со тој тип на инциденти и појавување на вооружени групи, е Танушевци. Тоа е како некој официјален почеток на војната. Да, може да се каже. И самиот генерал кажува дека после Танушевци тој добива повик од претседателот Борис Трековски, му се објаснува која е ситуацијата и добива покана повторно да се придружи на армијата како заменик началник на генералштабот. Момент исто многу интересен, кој што тој го опишува
нели во тоа време началник на генералштабот е Јово Андрески, одреден кој што во таа книга е максимално девалвиран. Јас не можам нели директно да сведочам за дејствата на тој човек, но кај така како што вика, значи тоа е исто многу сомнителна позиција и многу сомнителен човек во тоа време, затоа што како началник на генералштаб, да кажеме, тоа ниво на неинформираност и на незаинтересираност или на обструкција на едноставно на својата армија е некако несвојствено. Да. Тоа е така, но сакам да додам и нешто што не го кажав преска, дека тука исто така не треба да ги заборавиме и протестите на Битпазар, протестите во Гостивар за знамето и отварањето на Тетовскиот универзитет. Тука се веќе сериозни настани кои се случуваат, веќе во протести во Гостивар и Тетово веќе имаме и загинати луѓе, каде што веќе е логички дека некоја атмосфера се вжештува тука на овој регион и вистина е тоа дека непосредно пред да се случи 2001 нас ни викаат, добро, вие сте како кандидат за членка за НАТО, вие треба да одите во НАТО и ние сакаме мобилна армија. Вас не ви треба хеликоптери, не ви треба тенкови, такви работи, тоа е пишува и во книгата и тоа е стварно вистина. Океј, самата војна, значи верувам дека вие сте исто доста информирани во однос на таа тема, значи што од читање, што од сведоштво од самите бранители. Мислам, тука нема дилема дека и не треба да има дилема дека едноставно македонската армија издоминирала во секој поглед во секоја ситуација. Значи тоа постои како дилема денес, да кажеме генерации на луѓе што доаѓаат кои што не или се незаинтересирани по однос на тоа прашање или рекла казала мојавите стигаат до нив, дека не знам, дека било можеби изедначено, дека нас ни требало можеби помош од некоја страна да дојде нели да ни ја спаси државата. Значи треба да се каже јасно и гласно дека едноставно армијата во своите капацитети издоминирала во секој можен поглед. Да, тоа е точно. Чист пример се акциите МХ1 и МХ2 и тој генералот добро ги кажува, значи буквално се прави содействие тука и со полицијата, каде што буквално се прави елиминација на терористите, но проблемот со армијата и со полицијата не е постигната добра координација. Ја тоа и го приметев, на пример за нападот на Тетово, освојувањето нели на Тетовското кале. Тука кога ги пуштили нели волците да трнат во напад, имаш 3-4 пати кога ги враќаат. Некако и политичарите, и армијата, и полицијата не биле во содейство заедничко. Како да немале кохезија, да, за различни држави, од различни места доаѓаат. Политичарите, и тоа во книгата пишува Борис Трајковски, се јави, вика тргна, па ни рече назад и ние сега тука, знаеш, веќе кога пушташ армија во напад, многу е незгодно да ја вратиш назад. И например, настаневи како што е се Вејце и за Карпалак, можеме и подетелно да збориме за тоа, има многу нејасни работи како се дозволило прво тоа да се случи. Да, многу е симптоматично да кажеме во операцијата ЕМХ, како што е опишано дека се чисти целиот тој регион и се остава да кажеме џепчиште и порои како села, како некои уточишта на терористите и тие села не смеат да се допираат. И тоа е нешто да кажеме што генералот го наоѓа многу симптоматично и многу интересно вака за обзервација. И сваќа дека нешто повеќе се случува во тој момент уште. Дека нема никаква логика ти да го чистиш целиот тој регион, а да не смееш да влезеш во овие две села. Од која причина така нешто се случува тука. Но после тоа се повторува исто и во МХ1 на Скопска Црна Гора, значи тука е уште како се вика поголем регион, различен тип на активности. Тогашниот генерал дава како се вика инструкции да не се реагира во тој регион затоа што нема потреба, таму немало терористи и така натаму. На што Панд одговара дека уште подобро, ако нема никој ќе ги заседнеме позициите, па ќе си го имаме регионот под контрола, нели? Како и да е, не ги опишува масакрите во таа книга и ја би сакал да ги спомнеме тие информации доколку
имаш повеќе информации во однос на тие настани? Прво е да се надоврзам, е дека многу ми е мене чудно како таа војна траеше година дена. На почетокот кога ви кажав преска од Анушевци тоа се 40 луѓе кои од таму се префрлаат од Тетовско кале, после бегат. Значи на почетокот на војнава немаме бројка од 1000 луѓе или 500 души. Тоа се 40-50 луѓе кои само се движат од значи влегуваат од Косово, седат тука, се враќаат во Косово, идат преку планинскиот предел, доаѓаат Тето. И после тоа низ текот на војнава некако ние цело време го одолговлекуваме решавањето и после во мај се потпишува договор за ненапаѓање. Што значи тоа ако војниците наши тогаш видат некои терористи, не може да ја пукаат, се до моментот тие не почнат да пукаат. И сега ти имаш некои ситуации каде што имаат загинато, каде што тие пукаат, бегаат и нашиве немаат дозвола за да да навлезат и да видат што е работа, нели така. Нешто што е, да кажеме, многу стравот, да кажеме, кај бранителите во тоа време било од две страни, нели? Едната страна е дека може да го загубат својот живот од терористите, стравот од другата страна е дека ако не постапат, да кажеме, по одредени наредби, колку и да се тие спротивни на реалност и на разумот и на логиката, може да изгубат својата слобода, нели, од страна на државата, ќе бидат осудени за непослушност и така натаму. Значи, во каква ситуација биле тие луѓе тогаш? Баш буквално сакам и за книгава Заклетва имаше едно сведоштво во Требош. Тука има една заседа Требош, но луѓе во кои што човекот кој што кажува е сместен уште неколку месеци пред да се случи тоа, и значи прават бункер, тука тој пат го обезбедуваат, секоја кола ја проверуваат и било некое дете што се шетало со трактор. И детето почнало да вика учека и овие наши не гледале само, валја се провоцирале едни према други и ова дете извадил калаш од тракторот и го пукнал директно во глава го утепал човекот, нашиот бранител. И потоа овие детето како што почнало скокнало од тракторот заедно со татко му бил, почнало да бега, нашиве од позиција го губиваат татково и ова детето бега во куќите. И нашиве за да влезат во куќите да го фатат, им се јавуваат, им кажуваат не смеете да влезете. И као демек тоа била една ситуација. Друга ситуација, во тој предел, не знам сега точно во кое село, валја најверојатно патрола било, каде што луѓе во полицајци гледаат куќа, цела било со терористи, наоружени, седеле валја. И прашале дозвола за да фрлат граната за да ја уништат куќава. Им рекле не може. И сега многу е некако чудно кога ќе видиме во Израел што се случува, која слобода имаат војниците таму за уништување на тие терористи и гледаме кај нас колку некако скромно во тие давање на команди и давање на тие дозволи за ликвидација на терористите. Некако чувствувам кога сите да се плашат од тие хашки случаи, валја најверојатно исплашени од српскиот случај каде што нели луѓе завршија во Хаг од кај нив, па дали истото и кај нас и на крај пак исто испадна луѓе кај нас да завршат во Хаг. Значи и тој страв што сме го имале, пак испаднало без врска. Значи пак завршија луѓе. Така да тоа се некои чудни работи што не знам, не сум доволно информиран да можам. Тие луѓе едноставно беа ставени во многу незавидна ситуација. Значи не само пак, значи не само да се борат против надворешниот, туку и против внатрешниот непријател, кој што беше во тој момент поголемо надворешниот. Значи самата држава работела против себе, нешто што го читаме од многу сведоштва и го слушаме од многу луѓе. За на крајот нели да заврши целиот абсурд во Рачиново на таков начин како што заврши. Чисто за конкретно за настанот во Карпалок, се случува ден пред тоа да во некоја акција нашиве специјалци убиваат нивен командант во куќа во Скопје. И тоа познати специјалци ги знаат имињава, не е битно да ги кажам, но тоа е многу битно да се каже дека ден пред да се случи Карпалок во Скопје го убиваат тој командант Роки. И тргнува значи од Прилеп, нели резервистите, после секои 2 недели се менувале во Тетово. И сабајлето било одредени луѓе, само некои луѓе да се качат во камионот полн со муниција. Воено правило дека не сме никако
војници да се кажуваат во камион со муниција. Значи тоа е забрането. Секој се знае, само шоферот и он си го вози. Таму биле сместени околу 2 БТР-а, 3 камиони, командни возила и камиони со муниција. И тие кога што тргнуваат од Прилеп, идат нели по патот градско и цело време ги следи хеликоптер од наша страна. Но моментот само ги следи до Велес, до Ѓорче, мислам дека до Ѓорче и после тоа се повлекува хеликоптерот. И тука ми кажува исто дека застанувале за вода, зашто се знае конвој трга и застанува, нема трга и стига, нема застанување. Паузи, нема, значи они буквално си застанувале, си пиеле кафе, значи тоа е мислам страшно. И кога стигнале во Ѓорче, таму се регрупирале и кога тргнале према Тетово, хеликоптерот се трга. Исто така, битно е да се напомене дека недела дена пред да се случи тој настан, полициска станица во Карполак се трга. Што е многу чудно, зашто би ја тргнало на таква клучна, тоа е такво клучно место каде што е многу очекувано, многу очекувано кога нешто би можело да се случи, плюс имаш албански села. И трга конвојот, се движи према Тетово и тука едно црно БМВ ги следи цело време. И шоферите знаат дека таму е најопасно, цел пат таму е најопасно и се договара да возат со максимална брзина сите. Значи, знаеле шоферите дека има нешто лошо. Тука почнуваат, нели, кога што се движи таа клисура, почнуваат овие да гаѓаат од двете страни и 3 ракети поминуваат точно, значи еден над автобусот, еден пред автобусот и еден под автобусот. Значи, они сакаат уствари да ги гаѓаат автобусите напред и назад и возилата што се, за да ги заглават и да биде тука, значи настанот бил за многу подолго, многу повеќе жртви од колку што имало. И сега се случува тоа, возилава сите се повлекуваат, за жал, само тоа возилото со муниција експлодира, другиве одат, каде што има и неколку ранети, застануваат и седат тука, веќе не знаат ни што да прават. Сите се едните командириве се повлекуваат за Скопје, другиве застануваат после 5 километри за што не можат да возат и седат во таква ситуација. И тие ранетите што биле, морале да одат во болница. Тука, баш позади нив, иделе конвој, германски конвој. И овие као да им викале, застанете, да ги имаме ранет, тој вака им направиле, права смисла. И исто така, тој период кога поминувал конвојот, цело време 5-6 пати поминал хеликоптер на НАТО. Баш тој регион го гледал. И знамо дека во една ситуација застанале некоја кола, извадиле пиштол на некоја жена, наша била македонка и рекле, носи го човекот, вика во болница, вика ќе ни умре, вика. Тој го од кога што го пукале автобусот, имало некои шрапнели на грбот. И сега од таква некоја ситуација се случиле луѓево да само и од момент кога стигнуваат они во касарна, уште тогаш одма ги гаѓаат со минофрлачи. И многу ми е чудно како уопште се дозволува таква прва грешка, после зашто баш биле одредени некои луѓе да се качат во тој камион и зашто не биле обезбедувани ни од полициската станица која тргнале, ни од хеликоптерот. И тие се некои нејасноти што не знам зашто се случиле во стварно. И плюс, најбитно, зашто резервисти од Прилеп доаѓаат, затоа што по некое воено правило треба ако е во Тетово, обично најблиското. И се луѓе од Прилеп, као сега на пример ако има нели војна во Скопје, обично скопјаните, кумановциве, тетовциве, не викаат луѓе од Струмица. Ама имало и тука Скопје очигледно било дефицитарно со луѓе. Така да тоа си има многу. Тоа е еден од да кажеме повеќето масакри кои што се случија. Што се случи во Вејце? Па во Вејце мислам дека имавте на вашиот канал Сашо Гилевски го имавте. Да, Кача, да. Тој е стварно човекот што можеби имал стварно огромни трауми, седеле буквално во касарна и едната патрола, значи се движеле цело време патроли. Ја најверојатно тоа што мислам дека тој период веќе
април, од 19 април и 22 април, не ми текнал кој датум беше точно, они мислеле дека веќе војната е завршена. Така ги гледале веќе работите. Значи, што се пукали јануари, февруари, март, април, ама веќе стишило. Во тоа време веќе е веќе освоена територија. Значи имало некое присуство, но мислеле дека како да кажам, не очекувале дека тоа ќе се случи. И ги пуштале луѓето буквално со ладо нива да одат патроли, да шетаат низ тој терен. За жал, БТР таму не може да помине. Ама мора да се направи таа патрола. И сега во тој случај биле, не знам колку, 3 возила, биле волците и припадници нели на Арама, ако не се лажам. И они баш на кривината таму каде што биле, кај што најспоро се вози, тогаш ги удриле, ги инфрлиле со РПГ и после тоа ги решетале. За среќа има еден преживеан. Но тој едниот, знам, кога излегол на возилото, тука се, како што се пукале, се сокрил кај под ладата и кога видел дека ствари овие ранет бил, и кога видел дека ствари овие доаѓаат и почнуваа да ги масакрираат, значи да им вадат ногти, да очите им ги копале, ги гореле живи, и од таа снимка рекол демек не доаѓајте, си да ги изгинеме за Македонија, и се самоубил. Да, еви во Карпалак, значи на страна од тоа што нели го направиле масакрот, они после се спуштаат од планината и ги малтретираат луѓето, ги доубиваат. Така да тоа се стварно злосторства против човештвото, кои сме ги пуштиле ние, сме рекле као демек тоа е тоа. И Сашо, он е првиот уствари што оди таму и ја гледа таа гледка. Он кажува дека во моментот кога пробува дека прво миризбата и дека кој коските, кога почнале да ги проба да ги товарат луѓето, се распаѓале. Прстите да им влегуваат во месото и дека тоа се има големи изгореници на нивните раце, од што труповите се уште биле жешки кога стигнале таму. Да, тоа стварно и сега битно е да се напомене, знаеме дека тој период кога веќе е јуни, мислам август се случува Карпалак. Тогаш веќе се знае за тој рамковен договор, дека ќе се потпише, дека ќе се случи. И сега терористите за да искористат ситуацијата, да завземат територијата, значи многу е битно да се помне, они велат нели за човекови права, но периодот на Љуботински Бачила, Карпалак и Радуша се случуваат во рок од 2 дена. Значи тие сакаат да го направат притисокот, затоа што знаат дека кој датум беше рамковниот, мислам дека 18 август, ако не се лажам. Добро. Значи они намерно го прават, ги прават тие настани, тие притисоци и за на крај, за да ја завземат Радуша и да се потпише договорот со Македонија да биде отцепено делче. Арно, што се случува на Радуша? Ама на Радуша сме имале околу 87 или 90 луѓе кои стварно останале до последно да се борат. Среќа и сухоите што биле. Значи тоа е директен напад од Косово, каде што цел корпус доаѓа, напаѓа и не успева. Така да овој настан мора да го... Од колку луѓе има ли некоја бројка да кажеме од колку луѓе била нападната Радуша? Па цел корпус е отприлика 1000 луѓе. Значи 1000 луѓе нападнале станицата која што имала 80-90 луѓе. Да, значи тоа се бункерот, полициската станица и караулата. Значи 3 позиции. 3 позиции кои што се бранеле нашите, да. И овие од 3 страни ги напаѓаат, буквално им прават цел обрач. И практично не е возможно по земја да им се помогне, значи за тоа биле употребувани сухоите и хеликоптерите биле употребувани 48, значи тој цел напад се случува 48 часа. Овие, значи знам Сашо на окото тука има така дамка како маце му е свлечено. Тој ден вика што пукав 3000-4000 куршуми. Сашо исто бил во Радуша тогаш? Да. Значи, он уствари иде во вејце и после тоа го префрлаат као демек он требал да иде на Карпуш, за Тетово со конвојот од Карпалак, ама викаат не, ти вика ќе идеш десно, вика ќе идеш веќе, добро. И него и тоа му се случува. И знам дека окото му е потечено од митролезот што толку куршуми пукнал тој ден, тие 2 дена. И првите 24 сати, нели, нападот го најавуваат со Аллах,
така цела планина грби, почнува у 5 саат сабајле кој име молитвата. И кога се случуваат тие први 24 сати, не добиваат помош никаква. И после тоа Љупчо, нели, тие се ова таму за да... Кој е, ајде да не прелетуваме преку тој момент, затоа што тоа е исто маца фрапирачки момент. Значи, колку време они остануваат без поддршка во својата држава, да кажем? Па, чисти 24 сати. Значи, тоа е, ние не сме Кина или не знам, територија некоја да не можеш да стигнеш до местото, така, значи, кај да трнеш у држава за 2 сати, си ако си војска и си за побрзо, да кажеме. Значи, 24 сати да остиш нешто, тоа е свесна одлука, така. Па, да, тој предел тогаш и уствари во Радоша, мислам, пред тој период ни ги зимаат и тенковите и хермелините и сваќаат нашиве дека не се подобни за тој реон и затоа ги користат и хеликоптерите, значи таму тенкови нема. Уствари со тенкот што ни го земале, а тој тенкот одел од Скопска Црна Гора се префрло по тесни патшиња и му заглавил гасеница. И кога веќе сте стемнило, овие учкиве да, имаше снимка во која што они се, нели, се фаат дека го заробиле, па го изфарбале понатаму и така. Па со тој тенк, уствари, нели, иглата му се вади, не може да функционира, ама со тој тенк они го поправиле, му ставиле гасеницата, мислам, извадиле гасеницата и со тој тенк се движеле, уствари, како што се движат они, како што се движи тенкот и они по него. И они го слушале тенкот дека работи. Но стварно, кога ќе видиме вака, после 48 сати, 80 души према 1000, наши успеале успешно без ниту еден загинат, па ниту еден повреден. Да, значи, настрана од целата политика околу 2001, сметам дека такви моменти, да кажеме, тоа се вистински херои на оваа држава, која што, значи, еднаш, не знам, годишно треба да се спомнуваат негде, значи, луѓето се дале нешто што многу, да кажеме, кои што, нели, се сметаат за патриоти, не би пристапиле во некоја таква ситуација, не па да се одржат во нешто такво. Значи, тоа се некои битни моменти што мислам дека навистина треба секоја генерација на луѓе да ги знае. Значи, не толку политиката, позадината, нели, политичарите, тука ја утнавме работата што се вика колку што може, но тие некои херои, да кажеме, кои што ден денеска екзистираат, тие луѓе ќе имаат и поколенија и така натаму. И има многу такви луѓе, претпоставувам, кои што доколку би се нашле во таква ситуација, би го направиле истото. Точно така, еве, ние пробавме баш кога беше нападот на Радоша да направиме цела кампања за тоа, за да го, нели, го зголемиме вниманието, за повеќе луѓе да дознаат, затоа извадивме една мајца специјално за тоа, така да сакавме таа битка за Радоша стварно да го направиме како голем ден за македонската армија и за македонската борба. Тоа е голем ден. Се надевам дека ќе продолжи да расте. Уште од тие настани би те прашал исто за Љуботенски бачила. Ако можеш да ми го опишеш настанот. Па Љуботенски бачила се стационирани нашите војници таму, нели, на тоа Љуботен е горе на планина. И таму има едни околни села кои што живееле, нели, и албанци. Ама во тој дел албанците нормално населението вајда или приморано или дали доброволно соработувале со терористите и нашиве знаеле дека има таму и често имало препукување со нив. Например, сите знаеме за таа, голем дел луѓе знаат за таа снајперката од Хрватска која била и која гаѓала на позиции. И сега, например, че се случило да се качи на минаре или на некој таков објект, цивилен објект, каде што почнала да пука и нашиве нормално, кога веќе некој пука, возвраќале. И многу е битно да се знае дека кога се правила размената на војници, камионот што одел нагоре, значи, оние веќе ја поставиле мината таму, на патот. Добро ја прикриле. Но не го таргетирале камионот каде што идат нови војници, туку тие војници каде што кога се враќале од смената. Значи, тие каде што имало препукување и тука уствари се дешава таа, нели, експлозија, многу страшна гледка, многу неубава, дури и нашиве кога што имале поставен митролес, затоа што било тоа доле не можеле никако, бил заквачен.
и не можеле да го движат и морало само доле да пукаат. Така да многу поубаво се објаснува за тој настан во книгава, иако стварно овие тоа е пак кој ќе речеме пропуст на наша армија, што дозволило ствари они да подметат мина, да чекаат, да се кријат, затоа што тие се жични мини, он мора да се скрие негде, за да гледа, некој да гледа, за да помине и тогаш да го активира. Значи, пак се големи пропусти од нашата страна. Ние знаеме, нели, дека тие се терористи, на таков начин действуваат, тие никогаш не действувале отворено, освен во Радуша, каде што биле, нели, згазени, и секогаш тоа им е уствари нашите жртви кои ќе ги гледаме од листата за 2001 загинати бранители, се сите од заседи. Па 50-60%, значи 60 луѓе се загинати од заседи, а од цела војна што гинале луѓето се од директно бој во бој. И тој масакр на Љуботински бачила, како да кажам, исто македонски пропуст, тоа ќе речем. Океј, таа нека приказна исто големи, да кажеме, ајде, извртување на вистината или да кажеме варијанти на нови вистини се уваат околу моментот на Рачиново и како Рачиново заврши и зошто заврши и кој победи во Рачиново. Ствари тоа е едно од исто прашањето од $1.000.000 што се случи, па би сакал да добиам твојата перспектива, да кажеме, на тој настан. Само заборив да се надоврзам на претходната тема. Тука има едно видео, овој брат Љубе, кога оди на терен во Љубанци горе и Љуботен. И сега он иде на терен, така облечен со, нели, сако, он доаѓа, нели, од Хрватска, го става министер за внатрешни работи и луѓето се, нели, екипава, тигриве, сите се околу него. Значи он некако многу како шоумен се постава во целава таа приказна. И он уствари има некој мислам што ми кажале вака некој муавет, дека он уствари им се јавува на учкиве, демек еве доаѓете, камериве се спремни, мене ме снимаат, пукајте на кај мене и јас да изгледам малце како шоумен. И стварно на видеото така го има, може да пишеш, така. Ќе го побарам тоа. Да го пишеш и да видиш он уствари како легнува доле, крева нешто, па тука зборат сите и некако ги избегнува куршумите, ги гледа. Да, ги избегнува куршумите, повие возвраќаат тука бе, како на Рамбо филм. И некои такви непрофесионални аматерски работи дозволиле да се случат и како Рачиново. Чист пример. Значи во Рачиново тоа што се веќе се знае, нели, терористите после Куманово, Матеќе Липково се сместуваат во Рачиново, веќе на неколку километри од аеродромот и тие велат вака: ние ќе го гранатираме собранието, аеродромот и рафинеријата. И тука веќе е познато, сите знаеме дека имале странски служби од германска, француски и американски војници биле таму, затоа што гледај, треба да разбереме дека секој сака да Македонија да биде колонија. Секој сака да биде и од едната и од другата страна. Американците беа и со нас, и со терористите. И некако како да не сака да ескалира војнава и затоа беше така многу плитко, многу некако без везе. Значи, и од тие кои ќе видиш, знаеш, ги гледаме ние како лошите американци, но од една страна и нас ни помагале за некои информации. Тие се практични, значи, едноставно си го гледат интерес. Они викаат, не сака да има војна тука, ете, тоа било и они на таа реторика иделе. Сега, за Рачинова знаеме дека, како што кажав, терористите сакале да ги бомбардираат 3 места и многу е битна рафинеријата, ние тогаш ја продаваме на Грција. И најверојатно тогаш веќе беле преговорите кај хотел Белви со Солана за повлекување на нападот, веќе да нема ништо такво. Добро, практично она што нели тогаш се појавува како главна закана е дека ако не се повлечеме, дека Македонија ќе има истата судбина како Србија, односно дека ќе биде бомбардирана од НАТО. Да, има и тој во книгата пишува дека 3 Фалкона или така нешто, F-16 биле пуштени од Италија за да не исплашат и биле фатени на радар. Сега тука моментот кога кажува дека терористите ќе нападнат рафинеријата тогаш била грчка. Мислам грците ја купија. И
они го прават целиот притисок за ние да ги исчистиме терористите од Радеж. Од Рачинова, извини. И ние дознаваме дека грците лобирале кај Солана и Солана не вика вака: окей, имате 48 часа да ги исчистите сите терористи, но ние сме немали ни хаубици за да ги пенетрираме куѓи, зашто тие биле длабоко сместени, сме им ја склучиле струјата и тие, значи терористите веќе немале никаква моќ, само и генералот Панде Петровски збори дека многу жртви би биле и направени доколку сме влезеле рачно. Тоа најубава ситуација би било со артилерија, со катјуши, со такви системи за да се срамни земјиштето. Сега откако ни дале нас 48 часа, што е малце момент надвор од памет, така, да. Значи имаш као рок како да сме Рок, овдека да. на не знам, на норма некоја. Тоа да. Но моето мислење е дека американците не сакале никако да се случи некој поголемо сценарио, затоа што можеби ако ние сме ја завршиле работа во Рачиново, може нешто посериозно би се повлекло таму. Не знам, не сакам ни да ги бранам американците, но сакам да кажам и нивната перспектива, они како нели светскиот полицаец, како ја гледале таа војна. И сега ние Борис Трајковски ја дава командата за напад и морало тоа да иде процедура преку Борис Трајковски, Љупчо Георгиевски, генералштабот и тогаш се е генералот тука. И кога се случува нападот, Борис Трајковски на телефон не можел да добие Љупчо 24 часа. Не можел нигде, го немало човекот. И после тоа, овие кога тргнуваат, се екипираат за напад, сите медиуми биле поставени на место, зашто тие биле тајни состаноци кои се отвориле во ГШ, генералштаб. И сега како може, кога цела армија иде во напад, медиумите поставени и снимаат? Пак пропуст наш. Тоа не е пропуст, тоа е едноставно слободен тек на информации на сите страни. Значи, она ниво на доверба и на тајна било практично не постоело. Значи, се било да споделувано кона проглас едноставно. И тоа биле некои показатели колку е медиумска таа војна многу повеќе од колку што е реална. Чист пример за тоа колку сме биле медиумски славни, наша армија. Значи, кога се случува, заседава Требаш. Тоа е таму февруари. Значи, таму се наоѓаат гробница околу 20, 30, 40 луѓе кои биле закопани на местото и сега ги пуштаат лавовите за да го обезбедат местото и крим техникава да влезе, да види кои се луѓе и да ја фата таа позиција. И сега како што тргаат лавовите, застануваат во Ѓорче, а тука брат Љубе, ќе го кажам така, ги пречекува со зурли, со тапани, со медиуми и така уствари со ракија и така уствари ги испраќаат. Значи ти ги пушташ нив за акција, ама прво со тапани. И уствари они кога идат, вечерта кога стигаат, тогаш им се случува заседа, тогаш ги на тројца луѓе. Истото се случува во Рачиново. Како може ти пушташ армија и на тајни состаноци на генералот Панде Петровски тоа го збори, тајни состаноци, а пак медиумите знаеле. Како тоа возможно? И тоа тие тајни состаноци, он вика дека ги правел уште потајни со тоа што уште поселектирана група, да кажеме, на луѓе, поради тоа што он видел дека течат информациите веќе, почнал да се пази и од кога почнал да се пази, sejedno пак продолжиле да течат. Значи немало човек на кој што може да се довериш настан во таа, до толку било, да кажеме, не знам, значи нивото на доверба не постоела доверба меѓу луѓето од страна на македонската држава. Единствена варијанта која што можело генерал Панде Петровски, сега не е моја да зборам, но имало Борис Трајковски тоа го чувал околу 40 волци. Генерал Панде Петровски можеби да направил некој како воен удар на државата, да ја земал државата под своја власт и да ја решил ситуацијата, но очигледно дека не се работите, не биле работите 1+1. Тогаш. Така. Таа војна и тој момент нас, да кажеме, како народ ќе ни биде најверојатно голема лекција за патриотизам. Затоа што, тие сведоштва полека излегуваат, допираат до луѓето се повеќе и луѓето не им треба многу за да проценат
кој на која страна е и чии активности се оправдани, чии се неоправдани. Значи веќе тој суд на историјата ги стига луѓето. Што од една страна многу ме радува, да ти кажам право, затоа што тоа е некоја правда што луѓето кои што биле спремни да погинат треба да ја доживеат денеска. Го заслужиле тоа со тоа што биле спремни да оддадат својот живот. Како живеат тие луѓе денес? Па, во главно некои луѓе стварно живеат со сериозни трауми. Многу си имаат предадено на алкохол, на коцка, на неморал, на блуд. Некои си имаат самоубиено. Ние збориме за бројот на загинати бранители, но никој не збори за воени инвалиди. Никој не збори за тие со посттравматик стрес дисордер. Никој не збори таа бројка. Никој не гледа дали после би имале можност тие луѓе да се вработат. Така, од една страна, можеби Мовара пробало за некои од одредени бројки да ги вработи и главен дел не можам да кажам дека не се вработени, но тие кои биле нормални, нормални, сега не сакам тој збор да искористам, но функционални биле искористени, не дека не. Имаш убава акција пред 10-15 години каде што секоја нова година беа давани пакетчиња за деца забранители. Тоа зашто да таква работа да престане на внуците, например, да им се дава. Ама постои ли да кажеме некој друг ентитет или да кажеме група на луѓе освен вашава што на некој начин ги има во предвид нивните интереси? Ќе тргнам политиката на страна, да кажеме достоинство и генерал Стојанче, значи група на луѓе која што се организирала и на некој начин покушава да им помогне практично во реалниот живот, значи не со фала, туку со практични чекори. Дали познавате ви уште некоја друга група на луѓе? Знам дека во Битола има трка за бранителите. Таа е како да се крене нели вниманието за тоа. Комити Скопје знам сега дека последно заедно бевме во соработка за еден командант, каде што помогнавме за да се леку, собравме пари. Вака, не знам, можеби некои приватни донации кои што не се споменувани, но како група не сум запознан искрено многу за тоа. Океј, тука ќе го затвориме делот околу 2001. Ти благодарам за тоа што многу искрено говориш за многу работи од кои што луѓето ден денеска се плашат да ги помислат, да ги изговорат, да ги искомуницираат, нешто што сметам дека треба како тема да се трне тоа табу и да почне да се разговара на дневна основа, за да може на некој начин да се прифати да нели, прво се дознае вистината, што уствари секој треба да ја знае вистината. Второ се прифати да се помине тој момент, да не се навраќаме на него со некои нерешени работи во главата. Вториот дел за кој што сакам да зборнеме со тебе е вашите активности, да кажем, она што го правите денеска. Значи, вие сте во контакт со многу луѓе, како во државата, така и во диаспората, да кажеме. Можам да ми споделиш како се движи, да кажеме, тоа, македонците во диаспората, колку се обединети, колку имаат контакт со нашата држава? Па, јас лично студирав 2 години. Првата година бев запишан на економски факултет во Скопје, потоа 2 години завршив во економскиот факултет во Љубљана, така да сум живеел во диаспората. Таму има една организација во Словенија, во Љубљана, ЕМСО се вика, и тоа се буквално организација за младите македонски студенти кои се запишуваат, кои доаѓаат и се стварно организирани, и се правеа забава, ние помогнавме. Затоа сум доста запознан и стварно мислам дека тоа е баш супер иницијатива што ја прават. Исто така сум во контакт и со македонци во Шведска, во Америка, во Австралија, во Егеот, во Пустец, Пирин, значи имам контакти, у Германија исто така, Италија, но проблемот е тука што тие се организираат, но многу е битно нашава држава да застане позади нив. Нашава држава да им помогне, да им даде насока, средства, начин на работа, контакти, затоа што гледате, например, организација како студенти си има само
е ограничено, имаат своја ограничена моќ за кого може тие да действуваат, или на пример некои организации кои се постари луѓе, чисто еве Гоце Делчев една организација во Шведска што се постари луѓе веќе губат иницијатива, не им е дојдено до овие прашања како што ја и ти сега ги правиме, и истото и во Љубљана. Значи идат за празници, идат за некои собери, некои традиции и нема ништо конкретно за работа. Тука се можеме нели да ги кривиме до сабајлени затоа што зашто се вакви, зашто такви, но мораме сами себе да се критикуваме зашто ние како македонци тука со свој буџет, со свој нели ресурси не сме им помогнале на нив. И еве ја како што гледам веќе и во Америка и во Австралија, што има стварно илјадници македонци, стварно си го почитуваат она свое, бар јас во тие кругови како што гледам. Има голем дел што и не ги интересира и тоа е нормално, се асимилираат веќе во другите националности, но има дел кој што стварно си ги пее, си ги слави тие македонски работи и стварно се чувствува оној патриотизмот кој што ја и ти го чувствуваме. Да, ама еве, доаѓаме пак до тоа сваќање на патриотизмот, така. Значи, колку луѓето различно го сваќаат патриотизмот. Значи, има луѓе што викаат дека денеска се патриоти, нели? И прават одредени активности, имаат, нели, вие како патриотско друштво да кажеме, и начинот на кој што вие делувате. Сега ти викам дека има многу разлика во реалниот пристап на патриотизмот, така. Значи, па еве чисто сакам да го пофалам Марио History Talk. Не знам дали си го видел на YouTube, ама дечко е стварно многу активен. Еве сега дојде со нас во Солун, тој е историчар што живее во, мислам, работи со финанси во Америка. И Филип Јотевски се таа една екипа од UMD, каде што стварно дечки од Америка доаѓаат специјално во Македонија секоја година, се трудат, помагаат, ги интересира. Значи колку им се нивните можности, тие стварно го работат тоа. И еве за некои луѓе кои се еве и во Австралија, стварно значи што треба, плюс ако правиме ние некој проект, слободно цело време ни помагаат и не е само да се збори, значи има пак таа некоја критична маса во диаспората кој што сака да направи. Сега во Хамбург сакаме да договориме македонска вечер, истото и во Шведска, во Гетебург, да направиме така некој као збирштина на македонци и да промовираме патриотизам. Солун го спомна, ова лето можевме да сведочиме, да кажеме, на некои видеа кои што излегоат егејскиве, да кажеме, делови, Лерин, Костуров, Чарани. Ето така, значи каде што огромни групи, да кажеме, на луѓе македонци излегуваат, играат ора, се веселат. Што се случува таму? Па тоа не е само ова лето, еве тоа се случува веќе 10-15 години, 20 години. Значи интензивно се случува, па еве да кажеме во последниве 10 години, каде што во Овчарани се собира па дори до 5000 луѓе. Тие видеа ги има, буквално само напиши Овчарани, ќе видиш луѓе во пеат песни од стилот на Бисер Балкански, велат не нема, бегајте грци. И стварно тоа е многу интересна тема на дискусија. Ние овој пат бевме до Солун, затоа што бевме на еден настан, конференција за македонските права во Егеат, значи во Грција. Што значи, каква е таа конференција? Постојат ли некакви права за тие луѓе? Тие се едни од зошто, знаеш како, тој дел од историјата некако најтемене, мислам дека во однос на македонската историја, а големи трагедии се имаат случаи на таму и неправди. Да, тоа е вистина, стварно. Значи го знаеме за тој екзодус кој се случил за граѓанска војна и тој период, тој мрачен период во Грција каде што стварно им прават тешка асимилација, ги променуваат имињата до 1920 година, ама стварно им прават таа тешка асимилација и сакаат луѓево да ги направат Грција, но луѓево, верувајте, се македонци, тие пак ги прават македонска култура, ги пеат македонски песни, некако со културата не може да ги асимилираат, тие не може да пеат на грчки песни. Сега интересно беше, ние бевме за конференција за македонскиот јазик, што на Уставен суд сега и по втор пат им беше забрането да се учи како изборен предмет во основните, средните и високите образовни институции. Значи нас целта, тоест на конференцијата беше целта зашто не може, кога тоа е све правно, не е ништо, нели, како да кажам, зашто нели сега со Преспанскиот договор ние официјално како држава се откажуваме од македонци. И чим се откажуваме, тога зашто да не учат луѓето, така?
затоа што разбирам, ајде, пред 2017-18 кога да беше тој Пресмански договор, нели, као некои претензии, нереални претензии сме имале према Грција. Тоа е многу сериозна тема, што прво е пак проблемот према нас, што никако не им помагаме на тие луѓе. И сега, еве, кога гледаме дека работите се менуваат, таму многу млади луѓе идат на тие настани. Значи, тие настани се цело лето, главно од март-април до сега. Во сите села во Егеот прават македонски вечери. Еве, сега последно беше во Воден кога бевме за Гроздоберот. И таму од 12 часот преку ден до 12 часот на полноќ. Значи до полноќ беше 12 сати музика. Македонико Мераки се вика, македонски мерак се вика групата, каде што цело лето се букирани, онака сегде пеат, свират чисто само македонски песни. Дури некои песни што и не ги знаеме, она чисто од Егеот. И таму бевме да отидеме, имаше па сигурно на 1000, неколку 2-3 луѓе кои поминале во текот на денот. Тоа беше селото Месимери, на 2 километри од Воден. И интересно беше тоа што многу жива атмосфера, многу интересни ура кои не сме ги виделе и многу некако интересно е тоа што луѓето пеат македонски, ама зборат грчки. И кога ќе им кажеме дека ние сме од Скопје, од Македонија, така некако не гледаат почудно, со предпазливост, затоа што знаат дека и до ден денес грчкава служба таму и работи. Тоа ни се случи на полноќ. После тоа отидовме да јадеме и кога седнавме со некои егијци, ајде да си направиме муабет, отидовме ние надвор и прашувавме луѓето, затоа што таму во Воден сите зборат македонски. И дали зборите македонски, да, не, кој не, и еден човек доаѓа, паркираше кола тука, вика, јас зборам, вика, македонски. Абе, кај зборизат, кај си од Кајлари? Па супер, ваму таму, вика, што правите ви? Да јадеме, може ли ја да дојдам? Ајде, као демек дојди. Беше постар човек, околу 50 години. И седнавме и само кога што го седнавме, овие егијци ни викаат, абе, кога се смрзнаа во тој момент. Вика, го погледнаат човекот и пуштија порака, демека баба, вика, е грчки шпион, вика, доаѓа да ве шпионира. И ние уз муабет, ние ја видовме пораката и уз муабет почна тој да не прашува, демек, колку дена сте тука, од кај сте, од кој излез ќе си одите, дали од Богородица или од Меджитлија. И ние бевме онака и вика озбилен, не знаеш. И после тука да се зафркаваме нешто за Диснейленд, да збориме за Струшки вечери на пазијата. На албански му зборевме нешто и човек овака се мрдна, не знаеше што се случува. И потоа викнуваше двајца, една маж, една жена, дојде и онака не гледа. Али тоа е, сакам да кажам дека до ден денес таму активно име како не активно, пропагандата. Од она што јас сум слушал е дека во времето на таа опресија која се случувала или која се асимилирало тоа население, нели, дошло до момент кај што почнало да се забранува употребата на македонскиот јазик, прво во јавни установи, па после тоа во училишта и на крајот нели им забраниле дури дома да зборат и нели таа служба или тие грчки служби буквално седеле под прозорите на куќите на луѓето да ги слушаат дали луѓето зборат дома македонски или не. Да, и на погреб исто дали плачат на македонски. До тој степен било, значи таа пропаганда и ти примети воената хунта работи се до моментот на последниот македонец на кој се истерува од Македонија. И многу интересно за граѓанската војна бевме и да се видиме и со Никодим Царкњас. Тој е во Златна-Мегленска селото живе, или градче, не знам што е точно, и единствениот македонски монах кој таму проповеда и на македонски. И тој ни кажа баш дека граѓанската војна е можеби намерно инструирана од грчкава служба, затоа што македонските комунисти, тоест егејци кои биле таму, действувале све до Тетово, до Скопје. Значи ти кога ќе видиш македонските партизани, најголем дел се егејци, кои се борели и со бугарите, и со фашистите, и со балистите. И тоа е многу, многу интересно да се каже, затоа што ние уствари егејците нас не ослободиле. Не скопскиве или домашниве партизани. И сега, кога јас виделе таа моќ на македонските партизани во Грција, ја иницира таа војна на грчкава страна, нели монархистиве и на партизаниве,
и со цел да ја изгубат војнава и за да имаат легитимна причина зашто да ги стераат тие луѓе надвор од земјата. Каде е таа историја? Зошто ова не се учи нигде кај нас, да кажеме? Па не се учи, и Црна семе ја забранија како книга. Значи, основно. Она што да кажам, македонска историја драстично се, мислам, и многу брзо се менува од година во година, да не речам се укинува. Од она што може сега да видам во последно време, да кажам, во Тетово имаше нека промоција на албански учебници или нешто такво. Што е тоа? албанскиот. Што се случува така? Мислам, Тоа е абецедарот албански кој што го даваат од албанска амбасада. Еве, например, гледаме сега дека Албанија најверојатно ќе влезе можеби и пред нас во Европска унија. Тоа значи дека утре ќе има услов да ни поставува нас, да речеме утре ќе рече албанска држава ќе се загрижи за албанци во Дебар, ќе рече како вие така постапувате, зашто она, и ќе ни стави вето исто како бугарите или грците што ни го прават. Та еве, например, албански културен центар се отвори во Струги и ова мислам дека се некои почетни фази за припрема за Албанија од кога ќе стане во Европска унија. Така да албанска служба реално не е активна држава, не е прилично активна во овој регион, но не знаеме како ќе иде таа работа, затоа што во 2006 во Грција се издаде и македонски абецедар. Тој го дава, па знам дека тој абецедар се повикуваат на абецедар во 1926 година, кога што грчкава држава направила абецедар, како го признава и македонскиот јазик и македонскава националност во Грција, и тој се препечатува. Сега во 1926 година некако книжарата која го печати тој абецедар гори и вагоните кои што ги носат книгите се превртуваат и книгите не може да се најдат. Така да тоа е интересно. Да, ова се многу интересни работи. Прашањето ми е како ги дознаваш овие работи? Значи треба ги бараш сам да копаш. Па да, гледа, еве, например, ја истражувам за 2001 од 2012 година поред. Ова ми е како работа, се вика, значи мене ме интересира комуникација со луѓе. Овие работи не се ни пишани и се од некои искуства што сум ги стекнал уз моабет со некои луѓе кои биле нели повлијатни по. Ти си како движечка енциклопедија моментално. Па ете, знаењето е сила, затоа што ја викам, можеби 2001 одамна е зад нас и граѓанска војна во Грција, но борбата е се уште тука, ние се уште сме во војна, ние се уште мора да се вооружуваме сега со книги, со знаење, со вера, и само така можеме да ги поразиме непријателите. Добро, ајде вака би те прашал кој е оној момент на да кажеме трендови и на некој мејнстрим однесување што се наметнуваат врз широки популации врз светот, да кажеме, нели тоа LGBT движење е многу силно, некои такви маца морбидни ствари што се случуваат, што се прифаќаат веќе како нормални, веќе почнуваме да ги гледаме и пошироко во македонското општество. Кој е твоето мислење, да кажем, однос на тој тип на трендови, светски, и каков е, колку е тоа штетно, да кажеме, денеска? Па, луѓе некако се одделуваат од вера, од религија, од црква, веќе тоа не постои. Секој тип на однесување е прифатливо. Ајде да кажеме ова што е глобализација, компјутери и така натаму, тоа си го зема својот замав. Но таа скала на вредности, тој систем на вредности кај луѓето комплетно е разнишан веќе. Тука е добро што за некои работи сме закоравени, така да LGBT пропагандата колку и да пробуваат кај нас да протнат, многу поспор иде. Но факт е тоа дека младиве стварно се, како да кажам, се педеризираат, но факт е дека LGBT постои. Значи тоа е дали болест, дали се форсира, тоа постои. Битно е како ќе се пласира. Немаме ние проблем ако некој LGBT дома, но сме многу против зашто се пласира тоа кај младите деца. Кај Западот тоа е стварно многу силно, каде што уште од млади ги тераат, нели, да се масираат машки со машки, ги тераат до тој степен, а ја тераат верата на страна. Сега не знам, ние како држава, најдобрата борба против нив е, ја би речам, игнорирањето. Ако ние ги игнорираме целосно,
они нема да добиваат пари, зашто што ако утре, нели, ако ти текнал имаш еден настан во Скопскава чаршија, каде што они поставија тамо, нели, за Хелсиншки центар или што беше, и баш тогаш албанците им ја искршија. И они со тоа им беше повод и причина да побараат уште средства таму каде што ги добиваат, за да подобро работат. И тоа е уствари една голема перална кај нас за пари, таа ЛГБТ Хелсиншки, Мелсиншки, но не знам што да кажам. Едноставно, луѓето кога им е тешко во животот, тогаш се враќаат на старите вредности. Тогаш одат во црква, тогаш кога веќе ни докторот не може да му помогне, тогаш е баш тогаш оди, нели? И некако за мене се тоа детски работи, некои површни што не знам како би можеле ние како држава да едноставно промоција према верата не е православен принцип. Кај нас на пример не можеме да направиме звучници кај црквата. Ја тоа сум го зборил како идеја. Не е тоа пристапот на православието. Например, кај исламот имаме звучници, имаме минариња, имаме повик за, нели, за клањање. Значи тоа е со причина направено така. Еве и кај католицеве, тоа или протестантиве кај нив е многу поагресивно, по сакаат да некако да привлечат луѓе. Имаш, нели, мисионери кои идат во Африка, за разлика од кај нас православните, кај нас ја вреѓаш црквата ништо нема ти рече. И тоа е со причина за тоа. И на крај се останува, како вика Исус, и во 9-тиот час не е касно, 10-тиот, 11-тиот, па и во 12-тиот час кога ќе дојдеш, пак не е касно. Така да на крајот денот ЛГБТ луѓето си постојат, наше е да си веруваме и можеби во 12-тиот час ќе им текне. Да, ми се добаја што го имаш тој пристап, твојот пристап, да кажеме, не е агресивен, туку повеќе некоја интелектуален одговор на целата таа ситуација, дека едноставно треба да се свати ситуацијата што се случува, а не да се реагира брзо и да се напаѓаат тие луѓе, затоа што тоа е она што им се случува и најверојатно тоа е она што ги храни до некој ниво. Колку повеќе се напаѓани, како што кажуваш самиот, толку повеќе имаат причина да бараат. После тоа и права, и средства, и така натаму, и замав. И наместо да се, нели, да се некако намалува целата таа работа и тоа влијанието се зголемува. Ти, например, имавме скопски паради, нели, скопски паради, се сад одбитала. Имавме тие геј паради во Скопје, но беше доброто тоа што ниту еден медиум не беа покажани. Исто кога да не се случиле, така. Тоа исто и со албанците. Они ги ставаат, ако примети, знамињата до автопати, до места каде што ние македонците ги гледаме. Ти моментот кога ќе почнеш да ги игнорираш, онака ќе видиш, мислам, пак треба да ги контролираш во стил да не спрат корупција, да нема тероризам, да не света, да речеме да си го тераат они своето, ние нашето, они ќе сватат дека тоа нас нема да не пали, нели? И ќе им текне еден ден. Ја мислам дека тоа е решението за такви работи. Или па другото е да ги здробиш од ѓутек. Ама не, насилството не ми е одговор за таквите случаи. Но како се вика, можноста за насилство, значи тоа се некои природни сили, што владеат во светов, што не можеме ние да глумиме дека сме многу разбрани цело време и дека сакаме многу фер да сме и така натаму, а те газат цело време затоа што ти не си уствари фин, ти си слаб. Значи тоа е она што реално се случува, ние сме слаби. Значи тоа ткиво, да кажеме, што треба нас да не држи, или е неојачано, или е расипано, или не функционира како што треба. Нешто има некој голем проблем тука, знаеш. Ама гледај, ние не сме толку разбрани, ние сме прилично див народ, мислам дека вака од она што може да видиме, застани ред, не знам, во банка чекаш или не знам каде, ќе видиш дека ние не сме швајцарци што ќе чекаат тука по 3 сати во колона без да ока му трепне. Чека 5 минути и почнува да се дере после тоа. Значи ние сме див народ. Ама него ќе треба да здивиме по вистинските работи, него тогаш не. Да. Ја викам, ние можеме да збориме за секакви полемики, и за 2001 со албанците, и за Грција, и за Бугарија проблемот, и за ЛГБТ, но вистинскиот проблем сме самите ние. Ние викаме, албанците купуваат бизниси, отвараат на секој ќоше, има кипер, имаат по 5 деца, па тоа, кој е крив за тоа? Они ли се криви? Значи, пак сме ние криви што ние немаме деца, ние не инвестираме во бизниси, ние не си помагаме со друг, тоа во ЕГЕ-от. Во ЕГЕ-от, например, чист пример за земја. Земјата нема име. Ако ти се бориш за една земја повеќе,
таа ќе е твоја. Ако јас се борам повеќе и попаметно, таа ќе е моја. Или со бугариве, значи ние самите себе се понижуваме, самите себе не сме доволно, не сме си изградиле доволно интегритет за да можеме кажуваме на другите како. И затоа албанците не почитуваат, затоа нема македонско знаме. Зашто на пример во Швајцарија албанецот и швајцарско знаме ќе ве. Затоа што го почитува неговиот интегритет, а не гледа нас шалабајзери, ние ја крадеме државата, ние пцуеме, ние не си помагаме, лицемерни сме, и албанецот ќе рече па види ги овие учим овие вака, па што има ја да го почитувам него. Истото те. И ја викам проблемот е кај нас. Наше интересно во целата ситуација е супер идејата, така, значи патриотско друштво функционира, излегуваат материјали и така натаму. До кога мислиш дека ќе функционира? Дали постои нешто да кажеме што би ве натерало да прекинете со Па нешто следно нема да може да престанеме во овој начин на функционирање, да бидеме некој можеби правно тело, нешто посериозно од ова. Да престанеме од ова, не мислам дека ова е начин на живот, не е ова маскава е само саат и пол два тука. После тоа јас си одам дома, ама мислите се тие, идејата е таа, јас сум во секој време ваков, не е тоа дека јас сега зборам затоа што ми е кажано или затоа што сум се спремал за ова, туку едноставно овој начин на живот. Ако патриотско престане, ја ќе престанам да живеам. Тоа е идејата е тоа што јас преку лично затоа што сакам да споделувам, сакам да читам, сакам да се дружам, сакам да ширам македонштина, ова ми е само алатка за таа љубов да ја ширам на повеќе луѓе и побрзо. Која имаш некоја цел да кажеме вака што би сакал да постигнеш? Некоја дестинација кај што би сакал да стигнеш со целата оваа приказна? Па можеби некогаш да се промовирам во политика преку оваа алатка, да влезам посериозно во тие води. Тоа би можело да биде некоја добра цел. Дали мислиш дека ако на пример влезеш во политика ќе одолееш на знаеш во што се претворуваат луѓето кога ќе влезат во политика? Па да, тоа е и затоа една од причините. Јас мислам патриотско друштво веќе доста луѓе го знаат. Некое тело гласачко да речеме бар за некои работи, но сум рекол дека се дур финансиски, психички, емотивно, ментално, дур не созрам карактерно како личност, не би сакал да влезам и финансиски, значи не да влеземе како што беше практика на македонските политичари на 23-24 години да станат министри, премиери, функционери. Не е тоа мерило за успех. Они го рачунаат тоа. Тоа е чист пример на неизживеаност. Сега, убаво е ти да си млад човек, успешен, да имаш мојки, да одлучуваш за други, да бидеш фраер, Но проблемот кај нас политичарите се учат политика кога се на функција. А не се учат дур стигна, затоа што ти да си прво политичар треба да имаш познавање од милион работи. Не е само да излезеш пред камера и да збориш, тоа е можеби најмалата работа. Ти процедурите во институцијата треба да ги знаеш, да познаваш, да имаш контакти, да сакаш да учиш. Значи има милиарда работи кои што не се земаат во мислење, во разговор. Така да не е само ајде да идеме напред и да направиме држава како што ни е сега. Ова државата ни е сега затоа што политичарите во одредени моменти од грешки, од неискусност, од незнаење, од незамарање, ова го направиле од лакомост. И затоа не мислам дека млад човек треба да се вклучи активно во политика, се дур не ги заврши некои лични работи. Што се вика, ти до пазарче ќе отидеш па пазарџијата ќе те зезне за патлиџаните ќе ги продаде лоши, а сега ти треба да одлучуваш за држава од 2 милиона. Така истото ти. Че мора тоа животно искуство, мора да се помине процесот на фамилија, на деца, на животот си носи своје искуство без разлика на знаење. Да, викаат ако не можеш да го средиш својот двор, како ќе го средиш дворот на истото, да, точно така. И млада држава сме, правиме валја грешки, но овие грешки се сериозни како Преспанскиот Охридскиот договор. Можеби се грешки, можеби ќе ги гледаме како позитивни работи, но проблемот, клучната работа е тоа, велам вака, полицајариве факт не се замараат. Држава наша не се замара ни за македонците тука, ни за македонците надвор. Очигледно е тогаш, ако никој не се замара, зошто тогаш да се нервираме ако се потпишуваат такви работи? Ако се замараме, ако работиме на тоа, работиме за македонците тука, работиме за македонците надвор, тогаш никако да не се потпишуваат. А ние ни едното, ни другото не го работиме.
И сега ние се љутиме зашто ни наметнале преспански договор или зашто сега ќе го подпишеме договора со Бугарија. Значи ние никако не работиме на тој случај. И затоа очигледно дека треба да ги прифатиме работите како што се, да бидеме мажи и да речеме окей, ние поима си немаме од работава и ќе биде сега што ќе кажете. Очигледно, мислам дека тоа е решението за нас. За нашето незамарање. Значи, оно што ти го кажуваш е дека недостигаат луѓе кои што едноставно живеат за постоењето и за унапредувањето на оваа држава како што ние ја знаеме. Па се врти сите ја земаат како некое хоби, да кажеме, или како некое мерило за професионален успех, еве така да кажеме, дека успеал во работата, што викаш станал млад политичар, на 27 години прв премиер, на 28, на 30 министер, и тоа е некој систем на вредности, никој не кажува кој е неговиот допринес, да кажем, или која е неговата жртва. Ајде малце околу тој момент, значи може ли да функционира некоја држава да оди напред без тој народ да се жртвува за таа држава? Може ли само со успеси нечи или со, не знам, со славење или со музика да се оди напред? Значи, па тој Влахов мислел баш на интервју, рече, вика, тој што е, вика, премиер, председател, вика, мора тестаментот да си го подпише према фамилијата и да се го стави тука, и ако треба да го затрпа, да се знае. Сака да каже дека ти треба да си пожртвуван веќе, ако си на таква функција, мора да си спремен и за најлошото и дека ќе те закопаат, затоа што ти рачунај колкав криминал има, колку сериозни криминалци има во држава и едноставно треба да ги апсиш, така. Треба да ги да им се спротиставиш. Да им се спротиставиш, да. И сега рачунај ти на сериозен криминалец ќе му се спротиставиш, тој ќе рече добро, ќе те трнам од власт, ако не успе на тоа, второто по најмилото и по тебе. Тоа се начините. И сега, например, во Ел Салвадор, мислам, беше примерот каде што премиерот прави акции и затвора луѓе. И тој е спремен дека утре можеби ќе му се случи него тоа нешто. Тоа е добар пример. Запознаен сум со тој пример. Значи, Букеле, Наиб Букеле е името на председателот на Ел Салвадор, кој што затвори 65.000 припадници на банди во Ел Салвадор. Значи тоа е фрапантна бројка. Значи човекот се прослави во светот, почна како рок звезда да го викаат, да гостува по конференции и така натаму, изгради затвор за 65.000 затвореници и ги стави сите внатре. Значи тој човек, ако некој мислам дека има добиено закони по живот, па тој сигурно, да. Ама тој беше спремен, она што викаш ти, тестаментот во џепче уште многу одамна. Трна го направи тоа што го направи, исто, значи многу јавно и отворено говореше за присуството на Америка и штетното влијание на Америка врз таа држава, затоа што вика не само што политички штетно ни влијае, туку едноставно почнаа да ни испраќаат, нели, банди од улиците на Лос Анџелес да ни ги импортираат нас тука. Нели, со цел да се направи штета, па успеа некако да го расшири целото. Денеска државата е на многу различно ниво и е еден добар показател дека може, дека една таква мала држава, таа е најмала држава, мислам дека во Јужна Америка. Да. Најмала држава, а прави чекори. Сега имаше последна акција, околу 3500 војници учествуваат да ги разбијат криминалните групи во Ел Салвадор. Така да до тој степен се сериозно онака спремни да ги исчистат. Значи не се веќе мобетиве за затвор, туку за живот или смрт, така? Да. И кога кај нас ќе биде така? Тоа е инспиративен пример. Значи предлагам на сите да го има на YouTube, е буквално преплавен интернетот со тоа, може да се информираат многу лесно. И тоа велам ја, ако не си спремен едноставно за такви ризици, не можеш да бидеш премиер. Зашто? Кој те тера да бидеш премиер? Едноставно што бараш таму? Значи има веќе луѓе кои што направиле пари, сериозни, кои се во функција. Не ти треба тој притисок, едноставно ако не си ти човекот што не ги гледаш така работите, немаш потреба да живееш си го животот, ама очигледно или мотивот можеби плюс пари да се направат, мотивот и мислам дека адреналинот, кога си веќе политичар, замисли ти сега стоиш пред илјадници луѓе даваш, тој адреналин само така можеш да го доживееш и мислам дека тие луѓе бараат адреналин, сакаат ентузијазам, сакаат нешто ново, сакаат да бидат видени. А и чист пример е и неизживеаноста. Имаме примери на луѓе кои што
не живееле таков некој мизерен живот на 20-30 години, не били што се вика ни со девојче, ни да потрошат пари надвор, ни да прошетаат негде, и сега кога ги ставаат на позиција на 35-40 години, уни се веќе тие што треба да бидат, ме саѓаш, значи сериозни, и тогаш почнуваат швалерките, почнува белото да го прават, почнуваат да се, значи она бахато што се вика да живеат, и тоа се случува со многу политичари. Кај нас во Македонија на неизживеаност, тоа е сериозното. Па проблемот е не е проблемот што се уваат такви појави, тоа го има сегде во светот, тоа не е карактеристика на овој народ, да кажеме, тоа е карактеристика на сите народи. Проблемот е што овој народ нема филтер или многу слаб филтер има за такво нешто. Значи од кога ќе се појави, да кажеме, негативната појава, канцерот, ние немаме механизам да се откачиме од тоа. Значи ниту пак можеме да го идентификуваме на време. Значи ние оставаме да направи огромна штета, и од кога ќе направи огромна штета, веќе после тоа пробуваме се соочиме, и тоа се пак преку некои избори, ветување и така натаму, дека ќе се тргне, дека тоа ќе престане и така натаму, тоа веќе штета направило, унаказило генерации и генерации. И кругот се врти, тоа сакам да додам дека еве на пример ги гледаме политичарите, ама кој ќе го видиме под младокот кој им организираме политичари, истото однесување, не е ништо различно. И мене тоа ме плаши, што ајде политичари нели за 10 години ќе си заминат, ама младиве што доаѓаат истото однесување го имаат. Тука ми е мене, и утре нели ние кога јас ќе пораснам, ќе бидам можеби нешто, ќе треба со нив да работам, со луѓе кои што се помладоков, како што сега го учат да биде послушен, мора рацеве вака, мора да биде главата горе, да измислува, да нема никакво дело позади нив. Ај вака, има неколку прашања, да кажеме, поставени до вас, од кои што луѓето бараат одговор, па ќе ти ги поставам, можеш да ги одговориш за сите оние кои што ги интересираат. Едно од прашањата е во однос на наталитетот, кој е твоето мислење? Па наталитетот отпаѓа, како што кажав, проблемот сме ние македонците, едноставно ние имаме таа потреба да живееме, нели, зашто кога имаш дете, пак е тоа некоја обврска што треба да ја направиш, немаш веќе, го немаш истиот комфор, имаш повеќе обврски. Убава беше мерката што ја направија пред некое време, на пример во Србија функционира 3000 евра, па 6000, 10000 евра за 3 деца, и се случува кумановци или скопјани да идат во Врање да ги пораѓаат децата и ги земат тие пари. Кај нас треба да се направи исто таква мерка, и беше, нели, додаток за секое трето дете, но Жерновски беше иницијаторот да ја повлече мерката, затоа било противуставна. А таа мерка гласеше вака: во сите општини каде што опаѓаше наталитетот, требаше да се парот да добие плюс средства. Сега тие општини каде што опаѓаше наталитетот беше македонското население. И за овој Жерновски сам против себе си одеше, си пукаше нога, што се вика. И тоа го направи, тоа се случи. И сега се надевам дека ќе воведат некоја таква мерка, но многу е битно во клиниките каде што се раѓаат децава, ние немаме точна информација колку деца се родиле на крајот од месецот. И како сега ние направивме, нели дали тоа секција за демографија, но немаме точна бројка во месецот колку деца се родиле во одредена, нели, во одредена породилна. А имаме 15 породилна. Ние немаме точно, не знаеме точно. И како сега ти на таа мерка сакаш да направиш нешто? Окей, значи тоа е некако не мислам дека не знаеме, ја мислам дека тоа е саат време работа да провериш колку деца се родиле, колку, нели, има и деца кои починуваат. Ама пак тоа е многу битно да се знае, да види кај да се подобри, што да се подобри, како оди трендот. Ние мора да знаеме овој месец или овој квартал како отиде на наталитетот. И ние не го знаеме тоа. Тоа мора да знаеме, исто мора да знаеме. Нема точно, се касни информацијата, тоа сакам да кажам. Касни на секој 2 месеци стига. Добро, значи нешто што треба секој ден да се знае, претпоставувам. Значи пошто се дешава секој ден, не се раѓаат на 2 месеци луѓе. Но не знаеме например колку луѓе има во држава уште. Па еве пописот не беше успешен. Пописот е од 2002, така значи. Не, нели сега овој што го прави. Тој ама не е успешен е тој не може да го земеш како репер за било што.
Пописот не е само бројката на луѓе, туку треба да се види во кој дел од земјата живеат таков вид на луѓе со такво образование, и за утре за капитални инвестиции треба да знаеш дали тука треба да се направи, или за странски инвестиција дали тука или вамо треба, или во кое место. Значи не е само да видиме колку машки, колку женски, туку има многу посериозни анализи што може да се извадат квалитетни за економија. Али се тера целото тоа се прави без да се знаат тие информации, што е уште еден показател, нели, за и некако во контекст на целиот муабет што го имаме, дека луѓето некако посодржински не се занимаваат со оваа држава, туку се него кариерно така како сайт хасел. Глеј, по правило луѓето и не треба да се замарат за политика. Мислам до кај нас кој ќе видиш колку политиката си терала по своје, народот никогаш не го прашувало, и по правило јас како гласач треба да си гледам мојот живот, моите работи, мојот нели образование, факултет, семејство, и државата се грижи за моите услуги кои ги барам, на пример здравство, администрација, полиција и сега право. И сега зашто ја би се замарал? Мислам, разбирам луѓето зашто не би се замарале, ама и разбирам луѓето и зашто би се замарале, затоа што ние сме стварно во едно труло општество и стварно треба да си ги поставиш прашања зашто се такви. А на пример во Швајцарија, кај што ќе речеме многу работи се совршени, ќе речеш окей, ама за кај нас треба пак да си го поставиш прашањето и бар да пробаш нешто да смениш. Значи, тука не би се согласил. Има некои Грција барем имаат филозофија, да кажеме, и доста филозофија во однос на демократија и држава, они ги имаат поставено некои столбовите, викаат ако не кеш да се замараш со политика многу пред избори, ќе се замараш со политика помалце секој ден. Значи не да доеш во ситуација да ескалираш и да се караш и да не си во состојба да разговараш за тоа, пошто си ќутел, нели, 2 години, 3 години си собирал и 4-та година пред избори ти една недела очи си вадиш со луѓето, туку да се сведе на ниво на општа култура. Значи ништо не те кошта 2 минути, 5 минути муаве да направиш денеска нели за било кое прашање, мост, улица, пат, не знам, држава, министерство, што и да е. Значи едноставно издискутирај го нештото. Ама не е секој способен во држава, нема толку знаење. Ти за да дискутираш политика треба да познаеш многу работи. Не е само да се збори, ој вака кажа или онака. Кај нас политиката се сведува, кај нас нема квалитетни дискусии на телевизија, среќа подкастите што излегува, па можеби нешто да се излече. Кај нас дебативи ако ги видиш се викања и навредување, или вие направивте вака или вие онака. Немаш ти квалитетна идеолошка дискусија или па нешто конкретно, ние треба вака да направиме или не, вака е подобро. Ти го немаш тоа. Тоа сакам да ти кажам. Тоа не знам, јас одавно престанав да го гледам тоа, искрено да ти кажам, затоа што стварно веќе токсично стана. Значи, ја не знам тие луѓе како живеат во своите животи, да кажеме, јас излезам така на телевизија 30-40 минути да се избламирам, без разлика, значи дали што ќе кажам. И не знам што ќе постигнам. Тие очигледно има некој ефект таквиот пристап, ме разбираш? Излезам на телевизија да почнам да се дерам, да викам, да пцујам и така натаму, и тоа кога немаш аргументи, тоа нели ама тоа им дава некој, како се вика, признание за компетентност, ме разбираш? Колку повеќе ќе ти исцуам тебе денеска, толку сум те победил, значи денеска. Јас сум дошол уствари да те победам што е пораз, ме разбираш? Некако во Римското собрание беше така, имаше кажано порано, ако веќе немаш аргументи, почнувај да викаш. И кај нас само вика. Знаеш како искрено се надевам дека пошто и тие луѓе се потребни, сите луѓе, ние сме мала група на луѓе овдека, значи не знам, можда во нашите очи изгледаме дека сме не знам колку, ама сме уствари една шака луѓе. И ако не се договориме за брзо време што уствари ќе се случува овдека, тешко нас и уште потешко ќе биде. Така да вие сте една група на луѓе кои што верувам дека искрено и пристапува на целата работа околу патриотизмов и дека преземате реални чекори. Ви посакувам многу успех понатаму. Ме радува што да кажеме сте стигнале до ниво да вадите вакви производи. Значи ова е нешто што е многу битно, луѓето што треба го знаат, се надевам дека ќе биде прочитана во илјадници примероци и купена. Да, до сега имаме 3800 книги продадени, така да веќе е читана книга. Да. И те очекувам повторно, значи голем извор на знаење, сега си изненадив, не очекував да си толку информиран за околу доста работи, значи стварно мене лично би ме интересирало многу повеќе околу делот на егејците. Стварно мислам дека тие луѓе се
комплетно изоставени од сите текови од А се секоја ткивото македонско. Точно, од секоја историја. Долго си некој човек кој што ја познава таа материја, очекувам уште еднаш кај да повторно разговарам. Супер, сакам само уште да додам, сега дека кога бевме во Егеа се слуша чисто македонски песни, тука во Скопје по кафани само српско. Тоа само ќе кажам за крај. Не би сакал ништо да зборам понатаму и тоа е тоа. Фала ти уште еднаш. Фала ти на тебе што ме покани и се надевам дека ќе имам второ гостување.